Добро утро, добар ден, дечки. Спремни сме за Куманово. Како што гледате по насловот, денес имаме акција во Куманово. Како што знаете, тие што ме следите, што објавував на сториња и на каналите, дека стварно има многу локации во Куманово. За жал би рекол, ја отидов таму чисто да видиме конкретна локација каде што би се собрале со сите волонтери и би ја почнале акцијата. Нормално не можеме цел град или некоја преголема површина. Така да отидов да видам некоја од локациите можни и тоа што го видов искрено е запрепастувачки. Стварно не знам што да кажам, премногу ѓубре, обрасната трева неодржувано, баш кај невремето што било, паднати дрва и гранки се уште не собрани. Жал ми е што таква ситуацијата, знам дека имаат многу мал број на луѓе што го одржуваат теренилото и чистотата во градот, така да се надам дека оваа акција ќе биде од помош. Се надам на успешна, убава акција и убава дружба со сите вас што дојдовте веќе, што го гледате видео. Така да се гледаме од таму, јас моментално го чекам камерманот, нашиот брат Кико и тргаме натаму. Се гледаме. Добро утро на сите, само сакам да се јавам од локацијата која е почетна за чистење на Куманово. Ние веќе се собравме, можам да кажам дека е со најмногу волонтери до сега, така да не очекува добра акција, добра дружба и да го исчистиме Куманово. Се гледаме. Дечки, ќе гледате од овдека кадри повеќе отколку што онака у мој стил убрзани видеа, од причина што се чисти цела населба, не се чисти едно конкретно место. Така да еве ги дечките тука, таму се работи, позади кај што бевме, и една екипа има што оди од таа страна на населбата. Така да сакаме да фатиме цела, бидејќи стварно дојдоа многу луѓе, да го искористиме моментот и да се среди цела и во побрзо време, бидејќи фаќа жешко после 11 часот, така да се надам дека ме гледавте добро за сега, дека не сум бил скратен. Еве и овде како се работи.
Овде не знам колку добро ви се гледа, меѓутоа ѓубрето е испреплетено со трева, под тревата е многу време одзема за целото да се исчисти. Веќе сат време сме, да не кажам немаме мрднато повеќе од некои 50 на 60 метри. Преку сила 100 бидал, така да ќе гледаме што можеме најмногу да исчистиме. Мислам дека едно тракторче со приколката е наполнето, 2 камиончиња ако не се лажам сега за сад време работа, пошто не сме само како се вика оваа група, уште една група со Филипе од другата страна. Премногу работа, премногу нечисто, не знам што да кажам. Сега да ги средиме, ни се приоритет двете игралишта ќе има деца и ќе видиме колку ќе остане време за се останато. Приоритет ни е пластика и ѓубре што е на местата и да речам локацијски двете детски игралишта. Здраво пак. Само што ја завршивме акцијата во Куманово, можеме мислам дека едногласно да кажеме дека една од по нечистите локации, односно една од попрљавите локации што сме биле до сега во овие 3 града. И со ѓубре, и со трева, реално и гранки дрва од невремето, ама генерално ѓубре најголемиот дел. Мислам дека средивме голем дел, гледавме да е негде кај што движат луѓе, да биде практично на некој начин и мислам дека направивме добра акција, се наполна, ако не се лажам, преку 4-5 камиончиња со ѓубре. Апсолутно беше многу добро. Имаше многу луѓе дојдено, би рекол преку 30 луѓе. Да. И околу. Воедно да се благодариме, фала ви кумановци на сите што дојдовте. Тоа е тоа, се гледаме. Фала и од мене што дојдовте. И фала за нашите поддржувачи. Ајде. Се гледаме, Чао. чао.